5 денари по килограм оризова арпа ќе добијат сите производители на ориз кои минатогодишното производство ќе го продадат во регистриран откупен пункт. За количините кои се произведени и предадени во периодот од 26 декември 2018 година до 25 април 2019 година, за количини кои не надминуваат 5,5 тони по хектар, значи висината на директните плаќања изнесува 5 денари по килограм. Годинава оризот е издвоен од сите останати житни култури и за него државата дополнително ги зголеми субвенциите. Се зголемува и висината на поддршката за оризот. Така, висината на поддршката за оризот ќе изнесува 18.000 денари по хектар без семенски материјал и 25.000 денари за ориз со семенски материјал. До сега субвенциите за 1 хектар ориз без сертифициран семенски материјал беа 6.000 денари, што значи дека зголемувањето е тројно. Сепак тоа малку им значи на голем број овдешни земјоделци кои покрај кампањите и предавањата се уште не знаат како пари од државата да си побараат. Па ја те 30 години кога работам, тоа никој не да ви словенски пари. Никој. Тоа е убаво што треба да земеме, само јас не знам како е од декаро, колку тама тие не знаеме ние. На ниво на регион има околу 3.000 хектари под ориз, од кои се произведуваат околу 15.000 тони ориз. Вкупно на територијата на цела држава, под ориз се околу 5.000 хектари, но за субвенции лани биле пријавени само 2.800. Останатите 2.200 не биле опфатени со процесот на субвенционирање. Во источниот регион субвенции се исплатени за околу 2.000 хектари под ориз, додека 1.000 хектари земјоделците ги работат без при тоа да добиваат помош од државата.